Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер, вонредно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, ексклузивно, ово утро, што не е утро, ова попладне, односно, ја навикнат, пошто наутро имаме емисија, го имаме апсолутниот победник на вчерашните избори. Да, професорката Гордана Славјановска Давко, која тргнала со абсолютен победник како боксерски меч да коментираме, нели? Па добро, за 2:1 не гледам друг термин, нели? Професорке, ќе ми простите, ама вие сте по уставно право апсолутно мнозинство е кое имате половина. Да, па рековте вонредно издание, значи вонредна состојба, а јас во Штип споменав земјотрес. По уставот, една од причините за вонредна состојба е некоја катастрофа, елементарна катастрофа. Па добро, катастрофа за СДСМ. Професорке, не велам така, да, не велам јас така. Да бидеме објективни кон вас, ние еден ден пред изборите, пред да почне изборниот молк, овде коментиравме што е победа за секој во овој прв круг. За вас рековме дека е победа да имате повеќе од 100.000 гласови од Стево Пендаровски. Доколку разликата е помало од 100.000, велиме, може да има некакви калкулации во вториот круг и така натаму. Оно што го видовме ноќеска е 180.000 гласови предност. Очекувавте ли вие реално? Веројатно сте очекувале победа, затоа сте прифатиле да бидете кандидат повторно. Но очекувавте ли ваква бројка? 2:1, 180.000 разлика? Не, искрено да кажам, не. Мене ми се вртеше во главата, нели? Не велам, знаев дека ќе биде повисока разликата, ама од минатите избори, мислам дека Стево 2.000 гласа имаше повеќе. Да. Не, јас сум скромен човек и така размислувам. 4.000, а ова кладење во ваше, вие некој кралско со потекло да не имате британско, на Викторија да не сте некој наследници од тамо, се дрка како на коњи. Па и ние како од кралското семејство, и они кои што освен за избори што може да се кладат кој ќе владее со Британија, така и ние за професор. Да, ја би рекла и коњите ги убиваат. Како политолози направивме модел каде што ги внесовме анкетите, кои што веќе беа објавени. И сега тука беше малку, нели, бајрам на умот што се вели. Погодувавме колку може да биде излезноста, да не биде, и така дојдовме до таа бројка. Со тоа што ја бев малку поскептичен, се мора да кажеме, јас велев се од 60.000 нагоре е победа. Лјупчо беше малце повелико души, не беше 60 малку е, не од 100 па нагоре. Меѓутоа ни на крај памет, како ги гледаме анкетите, никој не предвидуваше 160.000 гласови за вас. И сега може да кажеме дека вие сте 180, пардон, вие сте по цената за добри 30 до 50.000 гласа на анкетите, а Стево Пендаровски е преценет помеѓу 25.000 и 30.000 гласови. А тој се жалеше дека се нерелевантни. Недозволиво според научната методологија, на која јас и верувам. Добро е и со што споменавте наука. Мене ме шокираше како луѓе од науката велат дека анкетите не се релевантни, иако сите ние знаеме дека во рамките на политичката наука, во рамките на изборното право има и една, како да ја наречам, поддисциплина што се нарекува псефологија. И го анализира однесувањето на гласачите. Се извинувам, во Велика Британија веќе тоа не е како дел од друга наука, туку сервинг, односно анкетирање, е посебна дисциплина. Така. Вие може да дипломирате... Не, за псефологијата, Да, псефологијата, да. Псефос е гласна. Да. Значи, како од што се водат и вистина, ние тешко можеме да бидеме подведени под оваа поддисциплина, зашто основното што секаде одлучува како ќе се однесуваат е како стои оној што е на власт, односно што не направил, а требало да направи. Значи, дали подобро живеат граѓаните, дали подобро функционира председателската функција или не, па после се редат профилот на лидерот,
па различните социјални преференции, па етничка, верска и друга припадност, ама и во светот на видеократијата, улогата на медиумите. Вашиот против кандидат се жалеше дека анкетите не се точни оние кои се презентират, излезе во право. А во право е, да. Исто Да, го прецени. Премногу му биле наклонети. Оти околу него биле и му кажувале, му ласкале. Исто така, оно што е забележливо е дека цели скандали излегуваа како во ВМРО се местеле тие анкети. Али тоа беше. Сега излезе точно и треба да се направи ревизија во ВМРО, зошто во полза на Стево ги местеле. Зашто не во ваша полза? Сега треба вие можете да го побарате, нели? Да. Сето тоа. Што мислите за тоа жалење околу анкетите, околу целата таа ситуација? Не, тажно, јас секов особено ние што се занимаваме со оваа наука или сме блиски, треба да веруваме. Јас во ниту еден момент не оставив коментар, иако имам забелешка, може би вистина е тоа земјотресот, и исто јас мислев дека отстапувањата како до 3% Боцевски, ама ова е нешто многу повеќе. Да. Еве, можеме само да ги пофалиме Market Vision, тие го погодија соодносот. Тоа е многу интересно меѓу вас и Пендаровски. Владимир Божиновски ја погоди излезноста и сите кандидати освен вас и Пендаровски. Така што горе-долу не изненадија. Значи распоредот беше тој, со ова преценување кај Пендаровски, подценување кај вас. Така што овој пат не беше толку лош ден за луѓето што спроведуваат анкети. Кога се уште го стимулативно е да се коригира. Кога се уште го коментираме резултатот. Дали вие, професор, ке верувате дека овој резултат го постигнавте поради тоа што сте вие, Гордана Силјановска Давкова, и поради тоа што луѓето толку ве почитуваат, што ние што сме студирале на правниот факултет знаеме каква огромна почит има кон вас од секој што таму студирал, но или е можеби плод на ВМРО ДПМН? Дали овој резултат е поради вас или поради ВМРО? Што мислите, или поради тоа што луѓето гласаат против СДСМ и против Пендаровски? Дали е ова афирмативен глас, некој да се награди, или е глас некој да се казни? Прочитав Јарсим Зеколи, имал една интересна анализа. Тој тврди дека овој резултат е само затоа што луѓето сакаат да го казнат СДСМ. Познато за него, циник. Не е работата или. Јас мислам дека е и. Од се има помалку овде. Ке ви кажам, малку мина знаат во Македонија дека на минатите избори 2019 јас добив предлог да бидам кандидатка и се чудев зошто јас и од каде предлогот, независна кандидатка на тие избори, поддржана од нашата диаспора. И јас реков, извинете, мислам дека е добро да си ги чувате парите, ќе ги фрлите во ветер. Изборите не се надпревар по ум, ако нема зад вас структура, дури проблем е да соберете потписи. Ми рекоа дека сум била првата што ги одбила кога биле во прашање пари. Ама да го оставиме ова. Значи, прво, факт е дека народот сака некој кој е посебен. Бидејќи посебен во нешто. Автентичен. Јас денеска добив, или вчера добив, од еден новинар, да, па не знам дали да го наречам новинар, не, меѓутоа еден оригинален лик, интелектуалец, дека од секогаш сум била посебна и тоа го цени. А јас му одговорив, да, за посебните најдобар амбиент за да дојде до израз посебноста е да живеат во некоја стандардна, досадна држава, оти тогаш има шанса да бидете оригинален во она што го правите. Така? Да. Зашто ако живеете во екзотична држава, каква што е нашава, тогаш посебноста се врзува за нешто друго. Не е убаво да речам за процес, може би е дрско, безобразно, ама на политичка дебилизација. Сиве овие години ликови
кои ништо не сториле во своите професии или преку ног станале по системот на Глембаеви нешто и мокте им извира од богатството, се вртеле во политиката и ја заробија политиката и таа стана далеко од уметност на можното, туку си беше по она формула кој кога и како кога добива. Ги спомнавте новинарите? Значи, и само една реченица, значи, сигурно и јас, начинот на кој што јас комуницирам, драмски е предпоставувам, респектот кон луѓето не го глумам, јас навистина така чувствувам и кон студентите и кон граѓаните, ама сигурно и ВМРО ДПМНЕ, сигурно и особено новото водство на ВМРО, ти партија е партија, ама печат на партијата дава водството, а се разбира и прагот на издржливост надминато ти. Што друго можеше веќе со душата ли да тргуваат? Синдромот на Фауст ни се случи нас со овие ликови, кои се тешеа со рецитирање еу, иднината, ама заборавија на сегашноста. И народот каже. Кога сме значи, бермудски триаголник се случи. Кога сме кај новинарите, еден колега новинар, Сашо Ордановски, денеска прокоментира дека вие сте победиле со вашата, цитирам, национал-социјалистичка агенда. Во името на Сдруженијето на новинари на Македонија разговарав со луѓе од таму, им кажав што кажал Сашо. Ви се извинувам во името на ЗНМ и ве замолувам да не му поднесувате ни тужба ни представка, затоа што човекот не знае што е национал-социјализам. Значи, не, ви се извинувам на вистина во името на ЗНМ, значи, во името на сите колеги. бидејќи завршил факултет национал-социјализмот со таа другата групација, одел рака под рака, особено со една друга варијанта. Лево, лумпен пролетерски, иначе не ме изненадува. Неговиот компањон, кога зборувавме за законот за употреба на јазиците, исто така нас не обвинуваше за фашизам. Тажно е, мислам. Но не можам да не кажам дека во 90-тите години господинот Ордановски за мене дури имам една книгичка, доказ, имаше дебати, значи, па излезе со мислам дека во рамките на со Фридрих Хеберт ли беше така нешто, едни расправи во кои учествував и јас, и од тоа излезе и една книга, мојот труд за патос, логос, номос, тамо е, а и тој правеше анкети и тогаш со восхит зборуваше за мене дека сум извореден дебатер, дека допрва ќе придонесам и така натамо, но тоа е. Тоа се сите правиме грешки во животот. Например, јас во 2014 година јас бев еден од луѓето кои го убедуваа Стево Пендаровски да се кандидира за председател во 14-та зборувам. После во наредните избори веќе не ни гласав за него, но сега да бидеме објективни, луѓето се менуваат, ги менуваат и ставовите, така што Ворит, ама знаете, мислам дека определбата на народот за мене меѓу останатото се темели на континуитетот во мислата. Може вие да грешите, меѓутоа имате препознатлив став. Аман од луѓе кои преку ноги менуваат ставовите, иначе не знаејќи во една прилика, отидов, како се викаше тој подкаст, гостинка бев кај една многу слободумна, луцидна новинарка како вас, Марија Весова? Да. Во и не знаев каде е. Марија секогаш доаѓаше во собрание и пишуваше, слушаше и правеше емисии. И ме покани во емисија. Прашав каде да дојдам, ми рече во трговски центар на кровот најгоре. Поим немав кој е тамо. Отидов, кога гледам на масата седеше Сашо Ордановски. Јас не знаев кај сум, а тоа било слободен печат. Си признавам. Интервју со Марија, бидејќи таа си имаше посебен, ми се чини, тамо прилог и утрото почна, како ваше во взори беше утрото, а Сашо Ордановски рече дека одамна не сум била тамо,
Јас реков, па не сте ме викнале до сега. Ве немаше века долго време, така што не знам што да речем. Одиме со кратка пауза. Иначе образован човек, тоа е неспорно. Образован човек е, тоа е интересна комбинација. Колегите Сашо Ордановски и Љубомир Гајдов се познати по тоа што имаат прочитано најмногу наслови на книги. Одиме со кратка пауза за реклами. Се вративме, влеговме во етер, се слушна дури и за што разговаравме на оваа пауза. Ивица, Ајде. ние кога ги следевме дискурсите во кампањите во Радио Лидер, што приметивме за професорката Селјановска? Забележавме дека незината лектира е прилично вака широка. И нашите новинари ги запиша сите филозофи и ликови од книги кои сте ги спомнале до сега. Немаме доволно време да ги прочитаме, морам да кажам, ќе направиме едно кратко сиже. Стварно тоа сте правеле. Радој Домановиќ, Данте, Беатриче, Заратустра, Ниче, Нушич, во заграда пишува Живка министерка. Топ 10 ликови од говорите се Гледстон, Линколн, Џорџ Бернард Шо, Глембаеви, Хегел, Платон, Русов, Русо, да, Жан-Жак Русо. Русов е бразилската председател. Тука некој од новинариве малку погрешил. Сера, Реган, Сара, Реган, Сера, да. Мандейл, Мери Робинсон, Маркез, Байрон, Крсте Црвенковски, Стево Црвенковски, Славко Милосавлевски, Јосип Броз Тито, Алити, Борис Трајковски, Умберто Еко, Нико Нестор, Петре Пирузе, Ѓорѓе Маријановиќ, Шехерезада, Аристотел и Роза Луксембург. Ова е кратката листа. Да. Го пропушти само Хегел, ама тоа намерно го пропушти. Во неготино дека го кажавте, ја од Кавадарци имаме ривалитет. Да. Тој митинг во Неготино се сеќавам беше многу страсен, меѓу другото ради комуникацијата меѓу Скопје и Неготино, полн со емоции, меѓутоа нека направат анкета. Пак ќе кажам дека значи намерно ради роднокрајски работи не го спомна Хегел од Неготино, срамота. Професор, зошто волку лектири им дадовте на граѓаните? Не знам дали ме чувте во еден момент реков дека ми се допаѓа, значи тезата дека во политиката можеби треба да размислувате филозофски, ама да зборувате селски. Значи да ве разберат. Зошто употребувам ликови? За да задржите внимание вие на факултет, бидејќи познато е дека 15 минути најдобар говорник може да задржи внимание, така мора да сте драмски лик, иначе имало анкета во Советот на Европа, не знам кога беше, на што мислат луѓето на возраст некаде до 45 години, така имало после 15 минути, најмногу одговори биле на секс. Дека мислеле во Совет на Европа при дискусиите. Значи да задржите внимание на студент, мора да креирате драма. Како се разбира? Со спорт, философија. Јас сум им поезија, сум им подарувала на студентите книги, еве ќе ви кажам, мислам дека големата економска криза во САД подобро е опишана во она мало книгиче на Џон Штајнбек, Of Mice and Men, глувци и луѓе, одошто во многу сериозни анализи. И мислам дека е тоа, или ако сакате, има подобри социолошки, психолошки анализи Достоевски одошто во литературата. И неколку години последниве уживам, не знам дали е уште жив, уживам во книгите на еден од најпознатите американски неуропсихијатри, Ирвин Јалом. Најпознатата книга му е Кога плачеше Ниче. Значи врзува реални факти за чувени филозофи и потоа ги транспонира во определено време и така натаму. Да бидам искрен, со оглед на тоа што во Македонија имаме сериозен проблем со довербата во самите себе како нација во изминатите години. Ние сме сепак
единствената нација во Европа и во светот која си го сменила своето име. Апсолутно. Добро е Дури што... и тие на кои им ги смениле имињата во колониализмот си ги вратија. Добро е што ќе имаме, нели, доколку победите на изборите, ќе имаме председател кој терапевски ќе гледа кон сите нас. Не се работи. Значи не се работи. И кога пишувате, тоа што реков еден новинар речел посебна сте. Видете, јас и кога пишувам трудови, јас и кога сум дискутирала во Венецијанска и во групата на независни експерти и во Светското здружение за уставно право, јас употребувам исто така примери од литературата. Тоа оние кои читале знаат. И тоа го прави текстот читлив. И мислам дека е тоа многу важно. Јас не ги оптеретувам како што забележувате граѓаните да им раскажувам. Ама, ќе се обидам да кажам дека... Не, пошто во неготина анкета, ако им направиме дали знаат кој е Хегел, не мора да мислам знаат. дека разочарани ќе бидат од резултатот. Не мора да знаат. Суштината на мислата на Хегел е актуелна и денеска. И вистина, секој народ има власт каква што заслужува, ама јас сакав да кажам дека јас препознавам во Македонија умни глави, луѓе и оние надвор и овие овде во секоја област. И сум си замислувала што ако тие се во политиката. И па тоа ќе биде уметноста на можното, антиката, така? Советот, Ивица, се сеќавате на 500 мудреци, старите, умните и така натаму. И затоа употребувам. И така сум ги инспирирала студентите и моја колешка социјалдемократка тоа го правела, Каролина. На најдобрите редовно им подарува и јас книги на крајот, или за да ги стимулира. Мислам дека е бивша социјалдемократска, сега идеолошки е... Не, бивша, она е вистинска, не. Ова не е социјалдемократија, не. Социјалдемократи вистински имало и има, ги нема. Ај замислете да беше, да речеме, председател да бидеш, беше на социјалдемократскиот сојуз, како се вика, Јовановски, например. Да, Зоран Јовановски. Ајде, Зоран Јовановски, да видиме. Значи, имало таму. Сетете се таму. Го имало Милчин. Имало па и Јован Донев го зборевме, беше таму. Донев, Илинка. Луѓе кои знаеле. Благоја Ханџијски. Од помладите Ивица Боцевски. Да, Љупчо Златев, да, исто. Ние све сме бивши социјалдемократи. Само не заборавајте кога велите социјалдемократи, социјалдемократската партија ја формираше еден од моите идоли во професијата, Славко Милосавлевски. Вие да напишете политика и револуција и антиреволуција, тоа беше жива инспирација, социолог. Да, иако која ние мислиме на социјалдемократија, ни оди паметот кон Вили Бранд, кон Митеран, кон Вили Бранд, да. Кон таа генерација политика. Па еве во филозофијата и кон професорке, политиколоријата. Ајде да се вратиме на резултатите. Ајде. Мислите ли дека е можно во вториот круг да не победите? Сите гласови да отидат кај Стево Пендаровски од Ивица, кој беше методот за спас? Ти го пронајде преска, мислам. Стево како ќе победеше? Ако ги земеше сите гласови на Бујар Османи, на Арбен Таравари, 90% нека земе од Османи и Таравари, 2/3 од Максим Димитриевски, 40% од Ванковска, половина од Стефчо Јакимовски и еве, ако има дополнителни 3 до 5% гласачи, да земе 2/3 од нив. Ова озбилни шанси. И тогаш за 2% е можно да победи. Видите, Ивица, двајцата ние знаеме дека има теории на игри. Да. Така, знаеме ние, тоа све е можно. И има фантастична математика, се не квантна. Да. Има шанси лото да добиеме денес. Фантастична математика, се е можно. Се е можно, се разбери. Јас затоа велам, веројатно најважен ден во изборниот процес се оние 24 часа кои не ги има во најголемиот број држави, ама кај нас постојат, тогаш секој е потенцијален победник во тој ден, нели? И обично е така, се е можно, но без оглед. Јас свака ќе кажам. Јас ќе се однесувам и во вториот круг исто.
Од нула почнувате. Ај да речеме. Го споделувате тоа што го кажа Стево, сите од нула почнувам. Леле, тоа малку да, не знам. Малку овде како ирационален број да беше. Не знам, малку по underground. Ама не е важно. Не е важно, јас така ќе се однесувам. Да, еве. Ја прифаќате на Стево, му прифаќате дека од нула почнувате. Па сега иначе треба да се надпреварувате, нели? Јас секогаш велам противникот го Георги Спасов, кој е сериозен, мислител во СДСМ, подолго време човекот е чија мисла се активира некако во точно определени периоди. Да, и првиот говор на омраза беше кон мене, нели? Јас бев Шакира. А јас одговорив дека пред господинот Гир, морам да кажам, се изнасмеа дека па ако сум во политиката, тоа што е Шакира во музиката и во играта, гајле, немам да ме споредуваат и се чувствувам многу младо. Сега малку престана да ве оценува, нели, така, господин. Иначе ми има напишано извонредни, еднаш дури бев на гости кај него во Европскиот универзитет и ми рече дека е извонреден мојот труд. Јас имам еден труд, се вика организациони структури внатрепартиска демократија, заедно со еден познат бугарски професор Георги Карасимеонов, ама и со Гоати, и со Даница Тафнер и така натаму, и направив анализа на внатрепартиската демократија во Македонија, научно, не поблискост на сите. И ми оддаде големи признанија. Ви забележа за многу работи некултурно, меѓу другото и за тотално примитивно за годините, но ќе му простиме на младоста на Георги Спасов. Не, на Реган ќе го упатиме, на Реган. На Реган или на Бајден и на Трамп. Кој инаку постар од вас неколку години, ќе му забележиме на младоста. Ќе му простиме на младоста, нели? Затоа што се доживува себе си така како што доживува, но прашањето ми е... Нешто, сите тие некогаш што биле први луѓе на партиските организации во Сојузот на комунистите имаат и вакви изблици. Но, ова со бојкотот е малку посериозно. Веќе не се разгледува личноста на Гордана Силјановска, затоа што видовме дека тоа не дава ефект. 181 гласа е разликата, личноста веќе не ја анализираат. Не анализираат ни партијата која стои позади Гордана Силјановска, единствено заговараат, ја не знам дали е пробен балон или нешто што ќе се случи, господинот Спасов заговара бојкот. Брука за за проевропски, како би се, фронтмени. Се плашите ли од тоа сценарио дека може СДСМ и Стево Пендаровски да го бојкотираат вториот круг и вие и покрај убедливата победа евентуално да не станете председател поради немање на цензус? Ирелевантно е дали јас ке стана председател, сум станала ја некои важни нешта. Друго е страшно како не сваќаат дека тоа значи дека не постои демократија, ниту минимум демократија, бидејќи не бојкотираат избори партии, вакви мислители и лидери на партии, туку граѓани. Значи, избирачкото право е лично право. Лично право, активното избирачко право. Ако вие го правите тоа, тогаш значи овде нема ни гласачи, нема ни демократија, дури ни оној, го гледам Ивица, дури ни она поделба Ивица дека демократијата може да ја сваќаме како реализација на изборите и формирање на институциите. Значи тоа е само завршена транзиција, а консолидација ако имаме стабилни институции. Таа класификација. Ако ние немаме граѓани, бидејќи некој значи ги субституира гласа наместо нив или им наредува како да гласат, а дури тогаш ние нема да зачекориме во Европа. Инаку, нели Венецијанска комисија ќе биде многу релевантна во оценката не само на хармонизацијата на нашата регулатива, туку и на реализацијата.
Венецијанска и Греко. Па Венецијанска има напишано најмалку 4 или 5 пати да се тргне изборниот праг во вториот изборен круг, зашто е безсмислен и го нема дури во полупредседателски системи како францускиот. Тоа значи дека дуизацијата веќе станала владеачка филозофија на СДСМ, затоа што е другиот одговор, значи избор на председателот од собранието. Зошто иначе би бойкотирал некои избори? И вие велите дека сте против, професор? Апсолутно перверзно е, бидејќи имате истовремено и парламентарни и председателски. И парламентарните ќе ги бойкотираат. Да. Прашувам. Јасно. Или само председателските избори. Тогаш не е тоа демократија и тоа е крај на Македонија и тоа е срам на Македонија. Бидејќи да бойкотирате избори кога имате ваш кандидат, па уште сте велеле дека е нели фаворит, да. И самиот тој да вика дека дури во вториот круг од нула, тогаш под нула ќе одат, значи. Од нула, во криптодепресија ќе одат. Предходниот пат ептен мислители и демократи. Настапивте со платформата на предходните избори со платформата за правда во Македонија. Да. Сега велите Македонија повторно горда. Да. Очигледно ова гордоста подобро проаѓа во Македонија од правдата. Морам да бидам вака искрен. Ги нема обете. Ниту има правда, ниту има гордост. Ама гордоста е категорија што го засега секој и тоа значи на видина дека тој праг на издржливост на македонците е надминат. Кога некој вели не си тоа што си, туку тоа што јас мислам дека си. Тоа нема врска со компромис, тоа нема врска со евроинтеграција и еве само деновиве бидејќи јас читам, се подготвувам, читам за лобирањето во Брисел. И читам, значи, ние едно време пративме некој во Брисел. Нели околу евроинтеграциите, илјадници има лобисти во Брисел. Извинете вака, Никола Димитров самото тоа што вие читате, сте за 50% веќе подобри од нив. Да читам дури. Да. Значи да се разбереме со самото тоа дека читате нешто што се дешава таму како се случува. Морам да ви кажам дека не од најубавите моменти што ми се случи деновиве бев на саемот на книгата, се разбира, и се натоварив, книгите многу тежат, ама потоа од 2 социјалдемократки добив еден куп, 10 кила тешки книги и тоа од 2 чекав да си дојдам дома, оти од дете ми останало да не заспивам без да прочитам книга. Господинов ми го подарија. Бугарскиот автор, па и приказните понеделник или вторник од Вулф, едно чудо книги. Меѓутоа, последната книга што ја прочитав ме натера да размислувам, ке се чудите, од Бадентере. Почина Бадентер, сигурно знаете. Последната книга му е Идис. Неговата баба, јас не знаев дека Бадентер е евреин, чие семејство е од Кишинев. И една таква сага семејна во Париз, бидејќи евреите многу сакале по француската револуција, единствената држава каде што можеле да бидат рамноправни и своите квалитети да ги покажат, бил Париз. Не можам да ви опишам и филозофија, и право. Затоа што голем дел од нашите слушатели се луѓе кои читаат, но имаме сериозен дел што книга не отвараат. Може ли со прости и наједноставни зборови да им кажете на овие книги што не отвараат, кои се 5 работи кои Гордана Силјановска ќе ги смени во работата на председателот? Кои се 5 клучни реформи? Кои се 5 клучни работи кои, затоа што знаете, председателот е со ограничени ингеренции, нема. Да, знам. Вие сте ни го предавале тоа нас, ја ќе ви кажам, вас дека е со ограничени ингеренции, кажете ми. Но нема проблем. Знаете кои се ингеренциите, совршено добро. Знам во сите системи, не само во нашите. Кои се 5? Оти предавам современи политички. Ние интервјуа со председателски кандидати, се обидовме само за ингеренции да зборуваме, не успеавме. Морам да бидам искрен, затоа што сакаа за се да зборат. Ајде да ве насмеам нешто.
Редовна пракса ни беше на часовите по компаративни, по современи политички системи да ги каниме амбасадорите. Кога го поканивме првиот амбасадор во Македонија на часот со студентите, Дикинсон, британски се сеќавате? Да. И дојде и очекуваше, почна да зборува со наедноставни зборови за британскиот политички систем. Кога фатија да го бомбардираат студентите, бидејќи ние во првиот семестар работиме само два системи. Британскиот политички систем и политичкиот систем на САД. Ја водичното House of Commons и House of Lords го фрустрирав поради вашиот предмет, пошто озбилно да го објаснам, знаете викам и што тука се? знаеш и зашо има тој пијан седел. Морам да ме прашам. И кога фатија студентите да го прашуваат за премиерскиот систем, бидејќи тоа е сега премиерскиот систем, па како реформите, па ќе носите ли устав и така, човекот не знаеше како да се заблагодари и мојот факултет доби заради студентите и нас со Марко Кртолица мора да кажам ова, цела од британскиот совет, сите устави на светот и може би 100 книги подарок на вели, извинете, како е ова мошно? Јас му кажав дека во бивша Југославија, ако на факултетот, на правниот факултет се учел овој предмет уште од не знам која година, има 40 годишна. Ги смени Силјановска, Силјановска што ќе смени. Да, пред рекламите или по? Пред рекламите. Значи прво жена, тоа е огромна промена што ќе биде председателка на Македонија и тоа жена што нема да води сметка за партии, туку критичарките ќе ги собере околу себе. Запомнете. Второ, ништо не правеше до сега председател. Еднаш се обраќаше само во годината. Па тоа е невозможно, а вели уставот најмалку еднаш годишно. Обраќањата, вие знаете, во една уставна измена треба да се тргне она во рамките на неговата надлежност. Смешно. Адресирањето секаде е за состојбата во нацијата. Ама, како председател, кој ги представува сите граѓани, може да зборува за ранливи категории, особено за меѓународна политика, за консензус пред да замине во некаде, да носи одлука како за преговарачка рамка и така натаму. Второ што ќе направи Гордана, значи, во судскиот совет ќе ги именува најдобрите двајца. Гордана во уставниот суд, бидејќи доаѓа сега време за надлежност, ќе ги именува најдобрите двајца, иако морам да кажам, мене не ме интересира партиска припадност, во моментов додадена вредност има, или не, нова вредност има, бидејќи немаше во уставниот суд двете мои колешки социјалдемократки за кои јас гласав за и Јадранка Дабовиќ и речете ја Ана Павлова Данева. Доколку видите дека ВМРО ДПМН видовме дека се многу блиски со Мицкоски. Да. Доколку некој глупав закон носат, во историјата и ВМРО ДПМН има така сериозно сиви на глупи закони, исто како и СДСМ. Вие ќе им ги подпишете ли тие закони? Не. Затоа што сепак се они машинерија, под ризик да влезат во конфликт со вас. Не заборавајте разликата меѓу Мицковски и останатите ликови. На секој митинг Мицковски вели дека, признавам, сме имале големи или сме имале недоразбирања, со аргументи сме се договарале. Значи, тоа е нешто што е демократски исчекор. Да, прво ќе предупредам преку едно обраќање, ќе укажам на проблематичните решенија, потоа ќе посегнам по вето, ако успее и тоа, има право секој на иницијатива пред Уставниот суд да покрене. Ама, нас ни требаат такви уставни измени, ќе си остане суспензивното вето, ти чув нешто нечуено од сегашниот кандидат, од сегашниот председател, пазете, апсолутно вето требало да имаме. Тоа значи председателот да ја превземе законодавната функција, тоа ни во апсолутни монархии имал овај прави консил и совет, дури апсолутните монарси, и Јован Беземја бил ограничен од оние што му плаќале данок и што му давале војска. Ама има други решенија кои се можни. Словенците направија, не може да се објави законот без да се консултира во текот на донесувањето на законот Уставниот суд. Или да се одложи за 1 година, или 2 години и горниот дом во Британија. Пета точка, значи има уште многу точки. Понатаму, амбасадори нема, ќе бидат од
амбасадорите од кариера, нема да биде ова партиско друштво надвор да не брука по светот. Понатаму, кај, како се вика, кај помилувањата исто така, јас тврдам дека многу смешни работи слушам. Сум ветила веднаш дека ќе ги помилувам учесниците за настаните во собранието. Видите, помилувањето не е амнестија, помилувањето е личен однос, секогаш е индивидуално. И вие треба не само право, туку да правда дали има и етика. И мислам дека е многу лошо, како што сега го слушам председателот, се да биде во рацете на Министерството за правда, а он само да аминува. Не, тоа не случајно е секогаш монарх и председател на држава. Што друго има важно... Само мораме да идеме на пауза за реклами, а потоа ќе слушнеме како ќе звучи на македонски првата врховна командантка и незиниот Многу јако звучи. И само уште ова, јас да сум набила водно у таа прекрасна природа и атмосфера, не би работел волку. Да, а па ја и не... Се враќаме назад, не понесе малку магијата на радиото во оваа пауза. Професорке, застанавме кај Вила Водно, ја реков дека ја не би работел многу да сум таму. Ја мислам дека до сега сите председатели ги ќе реновирате вилата, што ќе правите? Не, ги понесува таа атмосфера. И прекрасна природа. Липчо сака гарди да му се реда, пак иде после да покрали кралици тие работи, да. Ја би размислувал за животот таму. Не би работел, сега да бидам искрен. Таму тоа не е за да работи човек. Јас сум бил неколку 20 пати по пресконференции, по извештаи. Ама што ќе правите? Нешто треба да правите? Ќе пишувате? Тоа е као да сте на годишен одмор. Кој трае 4 години. Ама на годишен одмор вие не читате? 5 годишен. Да, ќе читаме, да, но да работиме на годишен одмор не се работи. А ќе пеете со птиците. Да, веројатно. Таму има таква атмосфера. Ја не знам од каде ова потреба толку да работите. Да. Ама видете, сега ја не Ние до сега сите председатели не се како на годишен одмор, помалку или повеќе. Климатско-банјско. Едино, Борис Трајковски војна му почна, па човеков мора се да се активира. Истото беше и со Георги Иванов таму, политички мигранти. Григоров, мислам, не се пресели, нели? Воопшто, остана ми се чини. Не, мислам дека не живееше во вилата, туку кај апостолски. Па мислите во резиденцијата, да. Не мислам, не знам. Не знам, сте чуле. Вие ќе се преселите? Не знам, сериозно размислувам, мене ми е многу убаво дома. Не знам, а и мојот сопруг не е баш по вили, иако нели као бил олигарх. да се смејам, да се насмеам. Ви го видовме автомобилот во анкетниот лист и морам да кажам дека олигарси... Ама се смеев, не знам колку да напишам, бидејќи од 94-та ауто, не знам колку вреди, а сите во обезбедувањето беа шокирани дека јас не возам и одам пешки. Значи, да ви кажам нешто, не мислам дека... Мислам дека е лоша комбинација работното место и вилата, иако има такви, нели, по светот многу бели куќи и така натамо, да бидат на исто место. Не знам, не сум одлучила, ама видете, ја не се кандидирав за, како се вика, менаџер на вила или туку за председателка и врховна командантка на вооружени сили, што би рекол Стевот, и тоа го импресионираше. Сега ќе ви кажам една анекдота за вашава кампања од првиот круг, кога се обидувавме да договориме интервју... Да не е со Јанус од Велица. Не. Кога се обидувавме да договориме термин за нашето интервју, дојде тамо некој датум и нас ни одговараше, преговаравме со вашиот тим и после одредено време ни велат не може. Викам се, зашто не може, шо е проблемот? И велат, внуката на професорката има роден ден, професорката треба да прави торта. И јас се подсетив на една сцена, на една сцена од филмот The Crown, која Маргарет Тачер пеглаше и разрешуваше министри во исто време. А сега кога ги гледам резултатите, вие успеавте да бидете со семејството, да бидете стожер на семејството, да правите торта за внуката, да учествувате во кампања
и да го победите Стево Пендаровски за 181 гласови. Што веројатно ништо не фати да работи. Значи беше на 200 да не беше тортата, тоа ти е тезата се. Не, зборувам за нешто. Добро, не разбирам што му е напротив, тортата стимулира енергија, бидејќи кога ќе направите добро за некого, а тоа е роса, која многу ја бендисува таа торта, а органска е тортата, не е со тие хемикалиите, вие се чувствувате задоволно, сте сториле нешто прекрасно. Бидејќи, кога ќе обликувате како јаготка, па ќе наставате јаготки и место ливчињата од јаготката имаме на балконот насадено нане, тоа незе и е супер. Плюс тоа, бидејќи таа торта не е печена како сакате, па после корнети ќе земете, па децава со лажици сами се ставаат, тоа е настан. Се не ми пикна, кој беше председател кој што одеше на часови по готвење, им готвеше на своите колеги кои му доаѓа во посета. Тоа би било интересно. Знам за амбасадор, ама не знам. Чувениот. Со готвењето кај нас во Македонија премногу има култура жените да се доживуваат како готвачки, мислам тоа треба да се смени. А најдобрите готвачи се мажите во светот, се уште. Ама не, во Македонија тоа е стереотип. Жена мора Бранко Трпеновски, иначе, затоа немојте да се брилјантен математичар, уживаше во готвење. Тоа е одморе. Јас исто сакам да готвам, си кажувам. На вистина. Да одам на пазар, да чистаме. Вчера цел ден чистев. Воопшто не пуштив телевизија. Ни излезност не проверивте ни. Не, че не ми е гајле. И си средивте, доме отидовте. Ама јас, видите, ние жените имаме интуиција. Јас ја завршив ученички мојата работа. Одејки на митинзите, но не лажејки ги луѓето. Оревел се сеќавате како вели дека лагата станува вистина за време на изборите. Си ја завршив работата и потоа си се препуштив на физичка работа, оти таа ме одмара и ми ги оттрга Тука мислите. Бисмарк е интересен. Те вели професорка дека највеќе се лаже пред олтар, полов и пред избори. Точно, така. Изборниот ден сте го дочекале обавувајќи ги домашните обврски. И си отидов со мојот сопруг пешки, се разбира, до Коле Неделковски, тоа е неговото школо, не моето беше Гоце Делчев и Јана Коменски, и си гласав, после дојдоа и Роса и со количката, се разбира, Роса, со и незина Елса. Требало да види како е гласањето. Ние отидовме на гласање, немаше кај да го оставиме, син ми го земавме и него, и надвор после тоа плачеше, веројатно ни се лутеше затоа што не ја избравме оваа единствената европска опција. Сепак тој има една година, а од прилика тука престануваат луѓето да веруваат во тие бајки. Да. Ама да не сте му Значи, од приликата... Злате, ама да не сте му раскажувале вие за малата Европа и за Зевс, кога се престорил во бик, па ја грабна. Уште е премал. Го гледаше спотот дома кој шутирал во и вика што му е на човеков. Тука негде поверува во Европа. А вие викате, синко, ти си за во кабинетот на Артан Груби, тамо се игра футбол. Надвор беше малку људ. Ајде една димензија која што ја позаборавивме со Пендаровски како председател. Имено, сите председатели до сега се трудија целосно или барем во дел од нивниот мандат да бидат обединители. Со Пендаровски имавме еден председател кој што беше на 102%. копието на поделбата, ако можем така да кажам. Гледате ли место за опозицијата во рамки на вашиот иден мандат доколку победите во вториот круг? Се разбира. И каде? И како? Катерина Колозова у кабинет. Јас знам. Добро бе. Ајде сериозно се. Сериозна тема фатиме. Не сакам да зборувам за лични релации со луѓето, иначе со Кате јас имам и лични релации во минатото, прекрасни, морам да кажам, но тоа си е наше и не е за по Фейсбук, и не е за по емисии, и не е за по медиуми. Факт е дека Охридската школа, ако се сеќавате, јас сум еден од основачите на Евробалкан, инаку ако не знаат граѓаните, и една од двајцата живи основачи на
европското движење во Македонија, во Југославија рамките во 90-тите години, во Хајат, во Белград, со апели до сите дека да си се вратиме во домата. Тоа е 90-та или 91-та, како беше? Георги Спасов тогаш генералите од Советски сојуз ги чекаше. Не знам, важно ние бевме во Хајат, да, со чувени интелектуалци, да зборуваме за формирање на има ли простор за опозицијата во вашето окружување? Нано Ружине, иначе исто еден од основачите, морам да кажам, да, токаш, еве, ако веќе сакате, да се вратиме на опозицијата, не ги делам. Каде е опозицијата? Значи на опозицијата, да. Опозицијата во мојот мандат ќе биде во собранието. Па не знам каква влада ќе се формира, тоа не знам, тоа оставам. Кај све може да ја сретнете опозицијата. Значи, јас со достојна почит ќе се обраќам пред опозицијата и пред пратениците од власта. Кога ќе поднесувам вето, сигурно дека и аргументите на опозицијата ќе ми бидат важни. Кога ќе настапувам во преднационалниот Совет за евроинтеграција, не сум го видела председателот тамо, а тоа е едно тело во кое може да се гради политика на европски интеграција и консензус. Комисијата за европски прашања на вистина да стане комисија за европски прашања, а не за антиевропски прашања. Зошто не се обврзите еднаш месечно да имате средба со лидерот на неголемата опозицијска партија? И тоа може. И еднаш месечно со премиерот. И со новинарите исто така редовно, па да ве прашуваат за состојбите и така натаму. Мислам дека и тоа е добро. Знам што сакате да речете, дека ви асоцира на Путин и неговите божемни средби со новинарите, ама јас немам против тоа. Важно, најважното е, не заминувам надвор. Не заминувам надвор да разговарам, да преговарам, да подпишувам, без да се консултирам и со опозицијата. Тоа е многу важно. А исто така и нема да се задоволам јас, нема да дозволам фактот што председателот е прв во меѓународните односи, да дозволам министерот за надворешни работи да ми ја киднапира функцијата, како што сега тоа го прави, морав да речам во емисија на здрав и жив председател на држава Стево Пендаровски. Не му беше незгодно на Стево така што го браневте? Му беше. И мислам дека мислеше дека Бујар си води кампања, дури тоа и Тивко го изговори, ако можам да кажам. Во однос на тие дебати, срамота. Тоа е непознат феномен. Морам да ве прашам. Таквите договори може Уставен суд, питејќи се од неовластено лице, да ги соборите. Умирам од смеење од некои ликови кои верат не сме читале ние дека во Законот за надворешни работи пишувало дека, нели во Уставот, меѓународните договори ги склучува председателот на државата, а кога е тоа утврдено со закон и владата. Ама кога е владата во прашање, точно се определени ситуациите кога склучува владата договори. Па пишува тамо економија, образование, социјална заштита. Не пишува име. Значи тоа се работи што се... Ќе поминам границата уште еднаш. Неодржливи. На што границата? Границата на личното, но морам да ве прашам, затоа што веќе излезе ова. Ајде се, ништо. Во една прилика Билјана Ванковска рече дека не знае дали ќе останете пријателки по оваа изборна кампања, а дека пред изборна кампања сте биле блиски пријателки. Во една прилика тоа го напише на нејзиниот Facebook профил. Морам да ви кажам дека... Ќе останете ли пријателки? Видете, јас не читам, ретко читам Facebook. Ја Ванковска секој ден ја читав, затоа што Ванковска најмногу полемизираше со вас во оваа кампања и вашето име најчесто и беше споменувано. После вас не беше ни Стево Пендаровски, ни Димитар, ни Христијан Мицковски, и јас бев вториот по споменување од нејзина страна, иако немам никакви амбиции за председател и млад сум, и не ни сакам тоа да го работам, сакам приватњак да бидам цел живот. Сега, затоа ја отварав и го прочитав овој дел каде што вели Билјана Ванковска, не знам, вели, дали ќе останеме пријателки по оваа кампања. Видете да ви кажам нешто, дали понатамо ќе се дружиме е едно, јас не знам кој како го сваќа пријателството,
не знам, меѓутоа за мене е тоа нешто важно во животот и јас не можам да ги суспендирам емоциите и да бидам соперничка. Не чувте од мене ниту еден збор. Да. Само убави зборови нема да чуете, нема да чуете, тоа е дел од мојот живот и ќе си остане, иначе ми честита на победата во првиот круг. Благодарна сум за тоа, јас ниту зборував, ниту ќе зборувам за Добивте ли честитки од некои други против кандидати? Добро, да, Јакимовски го идов јавно, да. Ќе кажам, добив и од господинот Апасиев. Не полагал кај мене Димче, не бил мој студент, но добив од господинот Максим Димитриевски, од господинот Степче Јакимовски. И лично, значи не само јавно, како што идов вчера, да. И јавно, да. И морам да кажам, јас морав да ги посочам сите во кампањата, бидејќи кога ќе седнете со 6 луѓе покрај вас, вие прифаќате да дискутирате со нив, штом сте седнале на дебата, на софра, како да ја кажам, вие морате да имате почит кон нив. И јас така се однесувам, иначе ова што го кажувате вие околу фокусот на некои кандидати, не низ пријателски однос, низ еден друг однос. Страст има многу во изборите. Политиката го буди, веројатно и ја буди подсвеста кај луѓето. Не велам канибализмот, подсвеста. Ама знаете што? Видете, секогаш опозицијата е логично, така ние учиме, нели, во рамките на политичката наука, дека опозицијата секогаш се здружува и го детектира главниот непријател и се фокусира на него. А знаеме која доведе оваа земја до ова дереđe. Значи, тоа е факт. И вистина, може би е тоа факторизирање или, не знам, веројатно така, во првиот круг, ама мислам дека во вториот круг опозицијата мора да се обедини. Веројатно знае професорке дека вие вака убедливо ќе победите, па затоа може ли едно првиот си го напаѓа сега. А може ли едно американско прашање сега? Ајде. Why Americans love their flag? Така викат. Да, иако еве, нели, се наоѓаме насред во жарот на самата борба, треба да се изоструваат разликите, сепак, како бе замало да кажете една добра работа за вашиот против кандидат Пендаровски, што би кажали? Кажав, нели, а сега пак ли? Па сега. Не праша, реков дека најважната одлука во животот му е добра, одбрал умна и убава жена. И после дебатата му реков да ја поздрави. Сум имала прилика да ја сретнам господјата Елизабета Пендаровска, да седиме на иста маса на конференција за правата на жените и на вистина не само визуелно, туку и вака делуваше, слушам прекрасни работи за работа и веројатно му е... Хилари Клинтон беше прва дама, па тоа покажа председателски амбиции. Страшни, неспоредливо е тоа. Е тоа во Америка е можно и во Грција фамилии да ја управуваат државата. Јас еве искрен да бидам во иднина, ја би размислил, може би и би гласал за Елизабета Пендаровска, затоа што и говорите кои ги држеше, имаше... Таа, например, беше, за разлика од Стево, кој не беше председател на сите граѓани дефинитивно, таа беше прва дама на сите граѓани. И сега, морам да... Лјупчо е председателски кандидат, ние во емисија, да бидеме по-сериозните. Тука имаме проблем, зашто па мојот сопруг не сака да биде прв господин на сите граѓани. На сите граѓани, тој повеќе личи на сопругот на Ангела Меркел, која, ако се сеќавате, рече дека ја почитува определбата на Ангела, меѓутоа сака неговата работа да се остане негова и не сака да се меша во овие работи. Така некако кај мене е, значи да се знае што е приватно, што е јавно, инаку тоа е американизацијата во изборната кампања и слично, и тоа постои сега. Ова е нашава слика, е убава слика, јас мислам, меѓу Елизабета и Стево. Тоа е убава, се гледа love story, не може да да имитирате. Ама кога ќе гледате во Америка дека се тепаат, се караат, раката му ја отврла, али затоа кога немате добро семејство, па глумите,
тоа мислам дека е театар и јас сакам секој, немам право да се мешам во приватниот живот на моето семејство и мислам дека тие имаат право на свој живот, а за жал политиката е тоа, но има различни, за жал. Знаете, не знам, вашето семејство сега сите ќе треба да имаат обезбедување возачи. Тоа е целосна промена. Не мора тоа, Злате, ја мислам дека тоа не мора и дека можеби тоа го наметнувале, не знам, сите други, дека таа функција е поважна од сите други и треба за неа да се грижат. Па стално си викам, па зошто декан, не знам, ректор да не е поважно, а не ги имаат обезбедување или професори или врвни лекари, не знам што. Не знам, може би тоа е нешто друго што се создава околу политиката и е врзано за моќта и као синоним за државата и така натаму. А тоа, кога гледаме какви све ликови биле, кралеви, кралици, па и председатели, богами, гледате дека па и немало кого да чувате по некој. Професор, ќе видите се најранливата работа за секој човек е семејството. Така. И таа безбедност е баш поради тоа, за да не биде председателот доведен во една неубава ситуација. Затоа што ја мислам дека е глорификација на политичкиот статус преголема. Мислам така, не знам, сега предпоставувам дека прават можеби митови и приказни, не велам за Пепе, разговарав со Ивица, ама сетете се на Пертини. Да, Сандро Пертини, точно. Ајде да се сетиме, ако како сакате. Како сладко се радуваше на фудбалот. Ајде да се сетиме, еве, и на Улов Палме. Добро Палме, па ми колега го кажав во Шведска. Во Шведска го кажав, па ми вика, ама знаете како заврши. Меѓутоа, еве, ајде од папата да тргнеме. Мендела? Како Мендела? Сакам да кажам за пристојноста и за обичниот живот. Инаку вистина е тоа, професорка, Франсис, како се однесува. дека Мухика во својот тим дури кооптирал некој од затворските чувари кои што 10 години со него практично живееле во затворот како политички затвореник во Самица, што е страшно да се види која е таа ширина на личност на тој човек. Но добро. Затоа е херој на својата земја. На ивица мој дол Мухика. Не можам, види. Види, замисли, види. Добро, ама не рече Мохито, рече. Мохика. Не, замисли од 10 години затвор да си 8 во Самица. Јас ако ги кажам мој ментално да преживееш. Знаете Мендела што вели после тоа. Тој се залага прво. Јас ако ги кажам моите, за да не живеете под притисок на омразата. Моите идоли од Јужна Америка ќе му отвара многу работа на Сашо. Ама види, чекаме да не заборавиме сега една димензија да фатиме. Мендела дури се извини, како и останатите, за злосторствата починети во име на Африканскиот национален конгрес во нивната борба за десегрегација. Се извинили Али Ахмети сиве овие години за тоа што крена пушкава рака против мирот на граѓаните на Македонија? Што ќе направите за да се возобноват хашките случаи? Да преминеме на едно сериозно прашање. Видовме периодот... Не може председателот сам, тоа е, како што знаете, писмото Дуња Мијатовиќ не го прати до, а може и пратила, нема ингеренци. Шефот на државата, бидејќи тие не беа помилувани од шефот па да го прати, туку до владата. Бидејќи, имаше закон за амнестија, така, имаше закон за амнестија, а меѓутоа проблемот е, прво, сите знаеме дека има дела кои никогаш не застаруваат. Секој суд било каде може да ги покрене, дела против човештвото, такви имаше наброено овде, но мислам дека работите во македонскава приказна беа во почетокот уште погрешно поставени. Ние што се занимаваме со оваа проблематика, знаеме дека во актите на Обединетите нации се дозволува употреба на сила, или ако сакате восстание, само in the case of unbearable conditions of life and governance. Неподносливи услови на живот и владење. Тоа не беше нашиот случај и со автентично толкување само уште ова за граѓаните, не можете вие да речете дека
помилу амнестијата со закон, најчудната амнестија се однесува и на овие лица. Тие не смеат да влезат во политика, воено крило не, политичко крило да. Одиме со кратка пауза за реклами. Гјаволот ја однел шегата. Така е. Меѓу другото и во оваа кампања и сакам сериозно да ги завршиме последните 10 минути со прашање поврзани. Досега не сериозни бевме. Не, ние бевме па весели, бевме сега сепак доаѓате еден ден по вашата победа. А пошто сте вие секогаш сериозни, сега јас сум таа на трапничката несериозна и вие како вика, ке ги и вие растурив емисијата. Кога ни дојде Георги Иванов, ние студенти, ни доаѓа што туку станат професор и сега ние кјутиме вака го слушаме. Георги беше добар професор, слушан професор. И доаѓа и вика, бе дечки, ја вика председател сум, вика се, ама сум бил, вика, тука доскоро професор, немојте да бидете толку сериозни, што е работа, ние кјутиме сите председателот дошол. И јас, као што ме дал Господ, викам, председателе, па да кажевте дека доаѓаме ќе ви спремевме песничка и тука сите грмнуваат да се смеат. Малку мислам дека ми се наљути. Друже, Георги ми ти се кунема. Иванов, но одиме со уште една пауза и сега не, на крај сериозно ова задује сериозно. Сериозни работи се случија во оваа кампања, сериозни зборови се кажа од луѓе кои претходно правеле сериозни дела. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. За крај, последниот блок на прашање професорке. На плоштадот Македонија, за прв пат во историјата, видовме некој да излезе и да скандира УЧК, УЧК. Во исто време, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, најавуваше дека на некој ќе му ја, и како рече, ќе ја сошие устата, тука. Нешто што мене ме подсети на случајот Мавровски работници, вака да бидам искрен, по свирепоста на кажаното. Во исто време постојано од таа фамозна тиранска платформа, кога Еди Рама ги собра лидерите на албанските партии во Македонија, па до денес, ние постојано гледаме закани. Постојано. Може ли да очекуваме една ваша анализа и може ли да стравуваме дека во случај на победа на Гордана Силјановска-Давкова и на ВМРО ДПМН на изборите кои доаѓаат на 8 мај или на 9 беа? 8. На 8 мај. На 9 е може ли да стравуваме денот на Европа од етничка дестабилизација на Македонија, затоа што некој повторно ги вади чизмите од таванот, некој повторно споменува војна, некој повторно отворено се заканува, некој повторно го споменува името на организацијата која во 2001 година го создаде оној конфликт. Да бидам искрена, прашањево се постави во мојот разговор со наблюдувачката. Плоштадот иначе многу ретко бил место, ми се чини она наше 15 септември или како беше, понатамо кога беше референдумот за самостојна и независна Македонија, 8 септември, значи многу ретко. Предпоставувам зошто, бидејќи тоа е место кај што најголем број луѓе се движат напред-назад, предпоставувам, и многу чудно беше што истовремено речеси на таа локација имаше митинг ДУИ, а пред Европската Унија на улицата имаше СДСМ. Прво тоа. Иначе таквите зборови се недозволива реторика, забранета реторика, неговорна омраза и нешто повеќе, не само за време на избори, туку било кога, не знам, споредбата што ја направивте боли, многу боли, морам да кажам, и не сакам ни да си помислам, а сум сретнала дел од фамилијата на еден од мавровските работници. Страшни судбини имаат некои од нив, веќе не се живи, ако знаете, меѓутоа тоа е страшно. Еве, ја од Уставот ќе тргнам. Уставот забранува формирање на
воени, паравоени формации надвор од вооружените сили на Македонија. Тоа е прво. Второ, не можете вие да глорифицирате нешто сами кога сте актер жив, значи тоа не постои. Историјата треба многу години потоа да ги оцени. Историските настани. Историските да ги стави во настани. контекст, точно. Историските настани. Враќањето во реториката на овие категории е болно за сите, дури мислам дека не е добро ни за албанците, бидејќи јас веќе Уште еден цитат ќе ви дадам. претходно себе ве разбирам, ама јас сакам да кажам дека е тоа. Артан Груби кажа, Кичево е воен плен на... Да, тоа е и проблем. Немојте, првиот Она што ослободен град суштински- во антифашистичката војна е Кичево. Првата ослободена територија е Кичево. И верували или не, тоа не е најшокантната изјава. Најшокантната изјава е кога вели албанците се газди во Македонија. Газда. Не знам Една што етничка- подразбира Златев под газда, може да каже сите се газди, не знам што сака да каже, Но меѓутоа, тоа значи дека нас ни се газди, но во дека ова е контекстот апартеид. на ова што го викате Да. вие, тоа е страшно, особено он што никако не оди со оној концепт на едно општество за сите. Интересна работа. Овие моиве коментатори и критичари немаат забелешка на овој говор, нели? никаков. Кој е сега координатор за едно општество? Слободниов печат ова Беше изразов. завршанец, нели, другарти? А не знам. Не го оставам тоа, чувме ние, умен човек, Петар Атанасовски, Да, Петар. зборуваше Да. за концептот едно општество за сите, но го слушав на Заспи ако можеш со една извонредна анализа на сегашната ситуација. Јас повеќе сакам да чујам автентично толкување на оние како го замислувале тој концепт и на овие извршителиве кои што тој концепт го трансформирале во директна спротивност, бидејќи ние не само што немаме едно општество за сите, општеството е секогаш хетерогено, туку и немаме една држава за сите, немаме една влада за сите, немаме еден парламент за сите, немаме едни избори за сите. Пазете, прв пат слушам дека на избори има двајца победници. Тоа е Да, победник со непознат. победник, Па така. прв пат гледам на билборди, замислете, еден. Значи секоја изборна единица има по 20 кандидати. Сега, ако е еден, значи листите на СДСМ се со 19. Сега, не може да биде еден и Моника, не може да биде еден и Ковачевски, не може да биде еден и Битичи, не може да биде еден и Спасовски. Ја тоа не го разбирам. Не го разбирам. Тоа значи дека само двајцата сочинуваат еден. Објаснете ми ги билбордите. Ова е, види, ова е некој нов концепт, тај свето тројство сме чуле, ова двојство. Идејата беше да се каже дека Не знаете, во има Америка доза има- на рамноправност меѓу Да, мажот и жената, Ама да. сега ја гледам, ништо не разбирам веќе. Што е тоа? Тоа е отсуство на концепт. Како велат, најстрашна е власта на заминување. Оти тогаш конфузијата, хаосот, хаос во мисла, хаос во постапување. И не можете да одгатнете што е што. Ама мене ме чуди кај се тие кои се платени за да критикуваат, оти изгледа само обожаватели ги обкружуваат. Тоа е нешто неверојатно. Значи, опасно е да се игра со вакви зборови, бидејќи тоа е милитаризација на говорот. Тој е горд, паметите кога му рапортира за време на избори со ви рапортирам команданте и така натаму. Во една демократија не постои далеку се тие од Дегол ако мислат да глумат. Оти тоа е нешто сосема друго. Значи опасно, јас мислам дека тоа ќе биде забелешано во извештајот и сигурно ме чуди да нема реакција и од СДСМ. Ме чуди да нема реакција од во изборниот процес, еве на пример од председателот. Меѓутоа веќе ништо не ме чуди. Значи ова се нешта кои ниту се толерирале, ниту
треба да се толерираат. Замислете ако ваквата риторика се врати во Италија, се врати во Германија, се врати било каде, во Франција се врати. Да. Многу европска риторика за европски Генералот фронт. Петен е дел од француската историја, ама режимот од вишиот режим ој секогаш бил критикуван. Кога вакви гласови ќе чуеме во Германија, сите маршираат по улиците, не само Бранд, туку и Меркел и сите и ги осудуваат. За вас, оно што во изминатите 2 дена го има како еден тажачки наратив во оваа, нели, провладина јавност, е дека со вас, како председател, еве завршува европската агенда за Македонија. Леле. Тоа го велат, на повеќе места го прочитав. А да ми кажат колку европјани ним им честита, дали ја ги виделе пораките, заборавив да им се заблагодарам, дали ги виделе пораките на меѓународната асоциација на жените, која отворено вели дека Македонија досега требаше да биде во ЕУ и дека ме поддржува. Дали на која страна е господјата Дорис Пак, на која страна е Розалија, председателката сегашна биро на жените на ИПП, на мојкната асоциација. Па ајде да зборуваме и за господја фон дер Лајен, која тие ја величаат. Кој е на власт денеска во европските, во ЕУ? Кој ќе биде на власт последните избори? А во која земја е Венецијанска комисија? На кого му служи, на Советот на Европа или на која асоциација? А еве наградно прашање за европјаниве овие од ДУИ. Во која асоциација европска се тие? Во која партиска фамилија седат? Каде вежбаат демократија? Кој ги прима нивните пораки? Кој ги брани? На кој конгрес, на чија партија биле? Професор, ке ви благодариме за вашето гостување во Радио Лидер. Мислам дека имавме одличен разговор. Ивица, во наредните денови на Издваков разговор ке го поканиме и актуелниот председател господинот Стево Пендаровски. Се надеваме дека требаше двајцата да не поканите, па така да си градиме диалог. Не, ние сакаме еден на еден со луѓето. Знаете, сега со вас го критикувавме него, со него вас ќе ве критикуваме и така ќе се врши. Градиме демократија. Ама ние во правото а ние со сите добри фини ќе бидеме, а ваму знаете како е. Новинарството е прилично лицемерна професија. Така е, но заборавив нешто. Има една, така велиме ние, се сетев сега Ивица, велат дека кога една власт паѓа, а се уште е процес на доаѓање на друга власт, дека се тоа најубавите, тој интеррегнум е најпогодниот момент за добро новинарство. За слободно новинарство, за објективно новинарство. Многу долго паѓа оваа власт. Не за сите, не за сите, а долго паѓа. Да некако многу долго паѓа, више 5-6 години, и нас да ви кажем искрено, ни се досади од добро новинарство, време е малку досадно новинарство, да престанеме да информираме за милионски криминали. Па затоа се последиците какви што се катастрофални. Иначе не е ова приказната за Дедал и Икар. Ова е нешто страшно. Да почнеме да дискутираме во нашите емисии наместо за Рек Битола и Бехтел и Енка, да почнеме да дискутираме за Хегел, за Маркс, за Енгелс, за не знам, за Џон Лок, може би. Место играчници да почнеме, библиотеки, книжарници, бесплатни книги. Наместо возови во кои сите читаат. Наместо за огромна инфлација да дискутираме за последиците зошто се случи светската економска криза, да пишуваме за анализи за даночните политики. Ние еве имаме сега изборна кампања. Во изборнава кампања никој не кажува, односно нема дебата околу дали прогресивен, дали рамен данок, дали ваков да би, дали социјална помош да се зголеми или да се намали. Тоа е надвор од нашата дебата. Не знам, ние не дебатираме за такви. Како ќе дебатирате кога новинари даваат квалификации? Замислете, не викаат венецијанска, како би било тоа? Венецијанска
Не може. Венецијански трговец. Нама трговец знам, јаш Шајлоковка како би било. Значи, во венецијанската, нели, замислете, како вика нацифашистка, така? Ма ви се извинивме. Национал-социјалистка. Не знае човекот што е тоа, ви се 30 извинуваме. децении во Советот на Европа, подпредседателка на Немојте се, ви се групата. извинивме за него, Член не на знае Совет човекот. на Светско здружение за уставно право. Вистина така многу убаво звучи за Како беше земја. она, што знаете што е Здружение светско за уставно Уставно право. нели да? Да. Ќе му дадем уште некој наслов да Не, прочита. меѓутоа претпоставам дека завршувањето на овој изборен циклус ќе ми е катарзичен еден момент, па малку веројатно ќе дојдеме до себе и ќе се приберем. На крај. Така мислите да не мисла тој ни катарзичен дека на Катар асоцира? За жал Ивица, На демократијата во уште од сега ги замислувам на вредите што ќе ги даваат за професорката која ќе биде. За нив Па не, зборува да, тоа. Немаш. Значи За уште нив сега веќе зборува можам тоа. да ги проектирам што ќе Професорката кога зборува. излезе пред наблюдувачката комисија на сега, нели, сите што се од венецијанска ја познаваат таму. Ја познаваат професорката, ама ја познаваат по знаење, а не по незнаење. Ви благодариме И јас многу. ви благодарам за поканата. Баш ми беше пријатно. Почитувани слушатели, останете со 98 Во запирка. Калифорнија, како Еден во пишува на Калифорнија негде. столниците. О, не е ни платена реклама, на ефтини беа таму у продавница, па затоа и ги земавме да биде вака. Па соодветни се на Македонија, како што би Да. рекол Игор Џамбазов, Хотел Калифорнија, Хотел нели, Калифорнија. Хотел Македонија. Ванковска еднаш беше овде, рече дека ни било многу импровизирано студиото, се извинуваме, немаме ни пари за скапи рефлектори, немаме ништо, делуваме партизански, делуваме онака како што можеме. Добро, импровизацијата, на пример, во джезот е јака работа. А Немаме и партизанското движење немаме беше сите- првото победничко наше движење Немаме македонско, сега сите мораме да го кажеме во и тоа. фамилија фабриканти као Апасиев, па да Види ни го купат сега, нешто. остави се Немајте. провокации. Сега, тоа е, што да правиме, што е тука. Останете со нас, читајте lider.mk, се гледаме и утре изутрина. Утре на кој не е гости Невица? Зоран Димитровски од Демократскиот сојуз, или ние подобро нашиот Жора Читајте е лидер, утре така. слушајте лидер, зашто лидерството е најголема криза. Да. И ова е во добро. видиш. светот, и Ова може кај да ни нас биде и джингл, така? секаде. Да. Ке биде джингл. Затоа се потребни лидерки. И Затоа ова е джингл, уште еден имаме. ако сме кај утрешниот гостин, утре имаме значаен човек затоа што доаѓа од партијата која секогаш доаѓа на власт. Така Е е. на вистинската И страна. асоциацијата е на лиде од Прилеп, како беше? Да, да, Од кај беше? Да. Значи, имаме многу работи погодени. Тоа е се. И партијата што ги знае сите ваши тајни. И партијата што ги знае сите ваши тајни кои ќе видите таму какво раководство имаат. Која е таа партија? Демократски сојуз. А, те... Да. Не, не, Демократски сојуз. не се извинувам. Да. Не е коалиционен партнер. Очит за И една од поддршката, нашите омилени- благодарност Да. за Не, поддршката. една од нашите омилени структури. Во се мора да Америка, во Америка би рекле дека тоа е партија на intelligence community. Така е. Да, и сега ние немаме intelligence community. Што да Ама правиме? имаме intelligence service. Али имаме Да. интелигентни новинари. Останете со нас.